Добро утро. Во денешната женска рубрика ја вклучуваме госпоѓа Салија Халим-Бекир од иницијативата на жените од Шуто Оризари, со која сакаме да поразговараме за една разрешница на еден случај долг 5 години. Па дали ја имаме? Да, добро утро, како сте? Добро утро до вас. Добра, ви благодарам. Да. Вие по 5 години борба добивте една сатисфакција како иницијатива, зборувам, бидејќи Комитетот за елиминација на дискриминацијата утврди дискриминација по основ на етничка припадност за 2 жени ромки на кои што им беше оневозможено да ги користат гинеколошките услуги во нивната средина. Ве молам да се подсетиме малку на овој случај, бидејќи беше во 2015 се случило ова всушност. Секако. Значи, случајот потекнува, како што кажавте, од 2015 година. За жал, во едно од нашите гинеколошки ординации, со тоа што по првично дојавување дека гинекологот нема да ги прима жените, ќе цитирам, со жени кои што се по контейнери. И по таква дојава информација кога ја добивме, заедно со техничка помош на Хера и Хелсиншки, спроведовме тест ситуација, односно во истата гинеколошка ординација беа испратени жени македонки и жени ромки. Жените македонки беа примени за да одберат, за да ја одберат гинеколошката ординација за матичен гинеколог, додека жените ромки беа одбиени, што е уште потрагично, со образложение дека работат само со жени кои што припаѓаат на повозрасната категорија, иако и жените ромки и жените македонки беа на иста годишна возраст, жените ромки беа одбиени. Поаѓајќи од тука, нашето судство, целиот случај беше презентиран пред нашето судство, и од тука нашето судство не препозна дискриминација по основ на дискриминација при пристапот на сексуални и репродуктивни права во случајот да одберат матичен гинеколог. Да, и сега оваа сатисфакција ја добивте и има неколку препораки сега овој комитет кои што не се ни толку едноставни, па ќе ве замолам да ми кажете дали ќе бидат тие остварливи и кои се тие препораки за државата Северна Македонија? Секако. Првично е препораката за обештетување на жени, односно држава треба да ги обештети жени жртви. Во случај секако тука се има и системски препораки за наша држава, за кои што лично сметам дека се многу обемни и навистина потребни за ромската заедница, но не само за ромската заедница, и на најмаргинализираните жени кои што не можат да си дозволат пристап до гинеколошките услуги. Едно од нив само ќе споменам, ги има повеќе. Едно од нив ќе споменам е дека државата треба да превземе системски мерки при пристапот на овозможување на гинеколошка ординација на местото каде што живеат ромките, а знаеме дека ние во нашата општина, односно во Шуто Оризари, нема матичен гинеколог. Потоа има препорака државата да спроведе системски мерки за да им го олесни пристапот на жените при остварување на нивните репродуктивни права. Потоа има државата треба да обезбеди информации за начинот пристапот и дискриминацијата, има низа на препораки кои што се навистина онака системски, баш тоа што и треба и недостига на нашата држава и на нашето судство, за кои што треба државата да ги имплементира. Јас тука ќе споменам само дека ние имаме
некои мерки кои што според нашите истражувања не се ефективни. Постои нели програмата за активна здравствена заштита на мајки и деца, меѓутоа има низа на не како да кажам неможност за имплементација на тие мерки нели за кои што треба да дојдат до жените ромки. Кажете ми вие исто така со помош на ХЕРА и со помош на Хелсиншкиот комитет за човекови права ќе поднесете барање за повторно судење всушност за овој истиот случај? Да. Значи жените се согласни да одат до крај и тоа е за нас представува нели мотивација за понатаму да не продолжиме тука. Заедно со ХЕРА и Хелсиншки комитет за човекови права ќе бараме повторување на постапката нели. Секако ќе споменам дека системот, ова е ваква прва одлука за државата од СИДОВ комитетот, и од тука ќе треба државата навистина да ги и нашето судство впрочем да ги препознае ваквите случаеви со цел нели да не се случуваат вакви работи. Салија, на крај сакам да ве прашам што работите сега освен овој случај што ја информирате јавноста за овој случај, за ова не баш славна прва одлука на Комитетот на Обединети нации за дискриминација по етничка припадност. Што работите моментално како иницијатива? Значи во моментов го привршуваме нашето истражување за оваа година кој е насловено карта со оценка на заедницата, со што го мериме уствари пулсот на сите програми наменети за жените, за бремените жени и жените во репродуктивен период. Од тука доаѓаме до поразителни, за жал оваа година, резултати со кои што нели со кои што понатаму треба навистина сите да се замислиме. Односно само за компарација, за пример ќе споменам дека ако лани во 2019 година 43% од жените искористиле бесплатни услуги кај својот матичен гинеколог, оваа година е само сведено на 14%. Добро, значи, ова да. Година во година, да. Јас повторно секако ќе ви се јавам и ќе ве вклучиме во утрински брифинг. За сега ви благодарам многу за овие информации. Нас ни помина времето, се разбира дека и повторно ќе говориме за овие теми.